Почитувани граѓани, почитувани медиуми, власта ги остави на цедило оризопроизводителите. Неспособноста на Цветан Трипуновски создаде криза со откуп на ориз и оризова тарпа. Од 28.000 тони откупени се околу 6.000 тони или едва 20% од вкупното производство. Наместо да ги засука ракавите и да сработи, за тоа што е платен од граѓаните, Трипуновски се обиде да ги лаже оризопроизводителите и со неговите постапки, наместо да им помогне, им одмогна. Кај Трипуновски и Мицковски е вината за она што се случува. Нема откуп, затоа што Трипуновски, наместо да го реши проблемот со откупот, го блокираше. Заканите кон откупувачите и паушалните цени по своја волја не вродија плод. Па Трипуновски одзеде лиценци на 3 фирми откупувачи, со што директно го блокираше целиот процес. Затоа над 80% од реколтата за оваа година стои во амбарите. Дополнително, власта не ги исполни ветувањата кон оризопроизводителите за субвенција кон откупувачите. Мерката ниту е спроведена, ниту е дел од владината програма. Земјоделците, оставени на цедило, секојдневно реагираат револтирано и најавуваат протести. Трипуновски се крие и избегнува одговорност. Лагите на власта продолжуваат и со најавата дека откупот за стоковите резерви ќе го решил проблемот со откупот на оризова тарпа. Ова е уште една илузија на владата, која нема реално решение за кризата што самата ја предизвика. Традиционалните пазари, како Србија, Косово, Босна, се снабдија веќе со ориз од Грција и затоа во моментот не се врши никаков откуп на оризова тарпа. СДСМ има решение за проблемот и инсистира власта да ги реализира овие итни мерки кои ќе обезбедат поддршка за земјоделците. Издвојување на 700.000 евра од интервентната програма за давање на 7 денари по килограм оризова арпа за периодот од почеток на жетвата до 31 декември 2024 година. Планирање на 2 милиони евра од интервентната програма за давање на 10 денари по килограм оризова арпа од 1 јануари 2025 година. Со овие мерки ќе се овозможи финансиска стабилност за земјоделците и ќе се спречи понатамошна деградација на секторот. Владата на ДПМН мора веднаш да реагира и да ги спроведе овие предлози. Секој ден одложување е нов удар врз земјоделците и нивните семејства. СДСМ останува на страна на оризопроизводителите и ќе продолжи да се бори за земјоделците. Благодарам.